Добар ден, криптоентузијасти. Како што знаете и сами, среда ден за техничка анализа, со оглед на фактот дека имаме одредени информации за тоа како се движат пазарите на овие почетни денови од самата недела, е многу поедноставно да направиме конкретна техничка анализа. Па така денеска ќе направиме на стандардна анализа, нема да анализираме дно, нема да анализираме ништо посебно, но ќе направиме целосно анализирање на биткоин, ќе направиме осврт на DXY индексот и се што е поврзано со него во однос со следните датуми кои што доаѓаат. Ќе направиме традиционална анализа на SPY, анализа на традиционалните пазари на SPY индексот, како и нешто интересно ќе ги споредиме до сегашните bear маркети да видиме каква е разликата помеѓу нив и на тој начин ќе можеме да видиме отприлика каде се ногаме во однос со претходните bear маркети. Потоа имаме некои работи кои што се допринесени од заедницата, кои што сакам да ги споделам со вас. Стандардна техничка анализа на биткоин и различни временски интервали и чартови, лајков акумулација на дневен интервал, нормално на биткоин чартот и на крајот некои помошни чартови кои што сакам да ги поминам со вас. Значи прво и многу битно е тоа што сакам да поразговарам малку за DXY индексот, кој што практично го потврди својот пат, да речем ова денешна свеќе навистина го потврдува целосно овој пат. Сега ќе ви кажам и зошто го мислам тоа. Значи прво и најбитно да го се вратиме на месечно ниво. Битен е се уште DXY индексот затоа што како што кажавме на глобално ниво DXY индексот е главниот пропонент фактички оној на некој начин непријател на криптосферата затоа што на крајот од денот неговото паѓање во вредност значи дека ќе почне да расте вредноста на самиот биткоин индекс. Сите оние кои што прв го гледаат нашиот канал, значи многу едноставно. Доколку кога додадеме биткоин чартот, гледаме дека секое движење нагоре на DXY индексот значи и паѓање на цената на биткоин како и на останатите криптовалути и обратно. И нормално, дури ако го додадеме SPY чартот, не на кирилица очигледно, значи SPY чартот, можеме да видиме дека станува збор за истата ситуација. Односно секогаш кога имаме подем на DXY, имаме пат на традиционалните пазари и обратно, секогаш кога имаме пат на традиционалните на DXY индексот, имаме подем на традиционалните пазари. Значи така отприлика изгледа оваа корелација, што е многу нормална. Битна работа да заклучиме е дека со заклучување на овој месец официјално падаме под трите нивоа на поддршка кои што ги имаме од претходниот хај во овој канал во кој што се движи DXY цената. Со тоа што губење на овие три нивоа на поддршка официјално значи дека сме влезени во bear маркет на DXY индексот. И како што кажавме, претходните два, да речем, мини бул маркети кои што во исто време представуваат и bear маркет на биткоин, ни го формираат овој топ, ова поле на поддршка во кое што моментално очекуваме дека ќе се најде и ќе се задржи цената на DXY индексот. Тоа е на месечно ниво, со тоа што се уште се враќаме кон овој триаголник од кој што излеговме со цел, нели, да го допреме горниот дел на овој канал и да завршиме со овој макро бул маркет кој што е започнат уште од 2008-2009 година. Но останува, значи очигледно изгледа дека нема тоа да го направиме во овој обид. Можно е да имаме корекција која што ќе значи следен бул маркет за традиционалните пазари и биткоин, која што понатаму ќе се врати можеби нагоре да го допре овој макро врв, но останува да видиме, нели? Се уште не можеме да знаеме, со тоа што и на самиот маркет сайфер можеме да видиме дека имаме официјално формирање на макро врв, кој што е на месечно ниво и затоа е многу битен и веќе се ногаме во потврден пат и тоа во сите буквално како што може да видите овдека во сите индикатори, значи во Stock RSI, RSI, во MACD кој што е нели сигналната и базичната се расширени, имаме и овој знак на нели промена на трендот. VWAP е исто така надолу. Единствено имаме се уште позитивен, не знам како, money flow, значи дека се уште имаме влез на пари во доларниот индекс, но тоа може да се сврти многу лесно во следниот месец. Сега, можеме да видиме дека истото тоа поле кое што рековме дека представува, значи практично врв на претходните два бул маркети и bear маркети во исто време на биткоин, значи бул маркети за DXY, bear маркети за биткоин, значи гледаме дека со испаѓање од овој канал сме во надолен тренд. Ова беше фактички канал на бул маркетот на DXY индексот од моментот кога започна да ставаат rate hikes Федералната резерва, со тоа што вчера имавме
еден голем пробив нагоре, значи сакам да се вратам на дневно ниво само за да видите ова. Значи имавме канал во кој што се движиме, испаднавме од него, направивме ритест, значи ако се сеќавате разговаравме дека секое прекршување на било каков тип на формација, секогаш имаме ритест на истата пред да продолжиме да се движиме во обратна насока од онаа формација во која што сме се наоѓале, како и во оваа ситуација каналот, со тоа што овој ритест исто така беше направен на претходното локално дно. Значи затоа е толку битен, затоа што е неуспешен. Значи овој ритест можеше да биде успешен и цената да пробие нагоре повторно кон овие претходни нивоа кои што биле поддршка, а сега се отпор. Но тоа не се случи и тоа е многу добро. И тоа, значи, нели, пак ќе кажам, денеска, на пример, сосема солиден момент за да се направи оваа анализа. Значи, гледаме дека допирот на претходниот локално дно, кое што го имаме во ова движење нагоре на претходниот bull market, е воедно и отпор и ова ниво од 2008 година, 2008 или само момент, не сум сигурен. Не, ова беше многу порано. Че ова е она ниво кое што го имаме уште од 1999 година. Точно? Значи гледате, истото представува локално дно за овој момент кога се движиме нагоре и сега моментално представува отпор кој што не успеа да биде скршен на месечно ниво. И доколку го погледнеме Market Cypher, гледаме дека е генерално неутрален со оглед на фактот дека немаме потврден пат или раст во ниту еден момент, но за разлика од тоа доколку го погледнеме на неделно ниво, можеме да видиме дека истиот е многу посличен на оној од месечно ниво, односно гледаме дека се е во пат. Иако гледаме дека имаме стабилизирање, со оглед на фактот дека веќе RSI не е во толку голем пат како што тоа беше од октомври па наваке, но гледаме дека имаме стабилизирање во долниот дел од вредностите на RSI и сток RSI, како и VWAP исто така се движи по паралелна линија со практично нулата, но се уште сме во потврден пат во MACD. Иако имаме заоблување, тоа значи дека може да имаме некоја корекција, затоа што знаете и сами ништо не се движи само надолу, а корекција на DXY индексот може да значи и нели повторен пат на биткоин или и традиционалните пазари, но нели овој пат не значи дека падот ќе биде толку голем, со оглед на фактот дека немаме толку многу страф на пазар, че тоа е многу битно. И значи, генерално од овој аспект немаме страф, но постои секогаш страф во однос на ситуацијата која се случува со DCG и со Gemini. Значи, затоа и сакам да го напоменам ова пред да продолжиме со сторијата за биткоин, односно со анализата на биткоин, но за тоа ќе се вратиме подоцна. Сега разговараме за DXY индексот. Значи, генерално гледаме дека се наоѓаме во потврден пат. Изгубивме претходен лоу, се ни покажува дека се движиме надолу, иако се не може да се движи само надолу, значи и да имаме корекција, истата не верувам дека толку лошо ќе се одрази на биткоин и на останатите криптовалути. Сега, она што го разговаравме вчера, ако се сеќавате, значи се уште чекаме на 6, значи на Forex Factory. Гледаме дека на 6 ќе добиеме следен unemployment rate и ќе видиме како тоа ќе се одрази во однос на моменталната невработеност во Америка, која што ако се сеќавате на вчерашното видео, рековме дека треба да биде задржана под 4%, за да може Федералната резерва и понатаму да продолжи со ваков тип на рестриктивни политики, додека доколку истата се придвижи нагоре од 4%, тоа е на некој начин позитивно за нас, барем ја така го гледам, со оглед на фактот дека веќе ќе мораат или да забават, или да запрат, па дури и да променат политика на рестрикција на економијата во Федералната резерва. А знаете и сами дека Федералната резерва одлучува во однос на тоа каква ќе биде низината политика според два индикатора. Првиот индикатор ни е значи ова, колку е невработеноста во Америка, вториот индикатор ни е колку е CPI и кор инфлацијата, која што ќе добиеме на 12 јануари. Значи тоа се битни датуми, на 6 јануари ќе добиеме која била невработеноста во текот на декември, на 12 јануари ќе добиеме која е новата фактички инфлациона стапка на кор и на CPI индексот за месец декември. Затоа и нема да брзаме сега моментално со овие анализи. Значи, unemployment rate, како што рековме, единствено е битно доколку почнува да расте со оглед на фактот дека уште од почетокот на 2022 година, во текот на целата година, овој индекс се движи од 3,5 до 3,7, што е многу добро за самата Федерална резерва и затоа истата продолжува и понатаму со оваа рестриктивна политика. Додека кога овој индекс би се сменил, истиот би порасал над 4%, значи Федералната резерва веќе нема да има на некој начин избор, освен да почне
да олабавува. Значи олабувањето не значи дека ќе се случи веднаш, не значи дека веднаш ќе ги намалат рейт хајксот, но значи дека ќе мора барем да престанат со покачување на истите. Со тоа што значи знаеме дека до овој момент, ако го погледнеме DXY индексот, последното покачување на рейт хајксот беше 0,5%, заедно со претходните да дојде до вкупен збир од 4,5%, со тоа што напомена во Федералната резерва дека можно е на следниот состанок, а тоа е на 31 и 1 февруар, да и го покачат уште еднаш оваа вредност да ја покачат со нова рейт хајк од 0,5%, барем тоа очекувам јас, а тоа и може да го видите се очекува и на самиот, сега ќе ви покажам овде. Дури неочекувано искрено од моја страна, со оглед на фактот дека веќе сме на 4,5, гледам дека поголемиот дел очекуваат да биде качена само за 0,25%, но останува да видиме. Како и да е, значи Федералната резерва најави покачување до 5%, но тоа не мора да значи дека ќе биде направено во еден месец, може да е направено и во 5 различни месеци и да покачуваат само за 0,1%. Значи останува да видиме. Како и да е, мораме да видиме како се до тоа ќе помине до следниот состанок, но за тоа ни е битно да видиме какви ќе бидат резултатите од unemployment рейтот, кој што ќе го добиеме на 6 јануари, и CPI кор инфлацијата на 12 јануари за декември. Така да кога ќе ги добиеме овие информации ќе имаме многу по да речем комплетна слика за тоа што очекуваме во текот на состанокот 31 јануари 1 февруари 2023 година, кој што е првиот состанок на Федералната резерва за оваа година. Значи, верувале или не, сакале или не, ова е битен дел од самата анализа на биткоин и знам дека за некој од вас е досадно, но за жал сакате или не, значи едноставно мораме да проминеме преку ова, посебно со оглед на фактот дека вредноста на доларот е главната причина за движење на биткоин нагоре или надоле во одреден bear и bull маркет. Никогаш не го забравајте тоа. Јас не знам за другите канали, јас за мојот канал можам да кажам дека значи постојано правиме анализа на DXY индексот со оглед на фактот дека DXY индексот самиот по себе е главната обратна вредност на биткоин. Значи ние постојано тргуваме биткоин во долар. Барем искрено, јас не знам луѓе кои што тргуваат во евра. Така, а сакале или не и останатите валути во светот, да е без разлика дали е евро, јен, јуен, фунта, се директно поврзани со доларот со оглед на фактот дека истиот е резервна валута. Така да сакале или не, е многу битно да знаеме што се случува со резервната валута со оглед на фактот дека сите останати валути и вредности се корелирани со истата и најчесто се тргуваат во неа. Така да тоа е нешто што мора да го разберете со оглед на фактот дека без тоа нема да имате соодветна техничка анализа. Значи моментално е во добар момент за паѓање и понатаму DXY индексот, тоа е главната да речем карактеристика на оваа анализа која што треба да ја забележиме, се додека не видиме кои се резултатите од овие два следни датуми на 6 и 12 јануари, а за тоа ќе разговараме кога ќе ги добиеме овие податоци. Сега, тоа беше првиот дел со DXY индексот. Следно за кое што сакам да поразговараме е значи да направиме анализа на традиционалните пазари. Сега, значи традиционалните пазари јас секогаш го земам S&P 500 индексот со оглед на фактот дека истиот представува најголемиот индекс во Америка и истиот е индекс на 500 најдобри компании во Америка. Значи ако се кевате што од самиот почеток на анализата која што правиме на S&P 500 можеме да видиме дека истиот значи моментално рейт хајксот не ни се битни со оглед на фактот дека се фокусираме со истите на DXY, затоа ќе ги извадам. Но моментално значи целиот овој bear маркет кој што моментално го гледаме е движење на S&P 500 маркетот во овој канал. А овие 500 најдобри компании во Америка кои што спаѓаат во овој индекс се воедно и репрезенти на целата економија на Америка. И како такви, како што кажеме, презентираат значи целата американска економија во целина, значи даваат една слика за тоа која е силината на истата во моментот, со оглед на фактот дека растењето на доларот автоматски ги бутка цените на се, без разлика дали е традиционална, дали е крипто, значи сфера, во се ги бутка цените. И моментално гледаме како тоа се одразува во овој bear маркет кој што моментално го гледаме на S&P 500 индексот. Од претходниот bear маркет во 2020 година, ова е падот со пандемијата. Значи гледаме дека моментално се движиме во оваа секвенца
односно во оваа формација на канал надолу, и гледаме дека успешно се одбивме и од горната граница на нашиот канал, кој што е формиран уште од почетокот, и се движиме надолу повторно. Сега моментално сме на 38,2% Фибоначи секвенцата, ниво кое што ни представува поддршка на цената моментално во оваа формација. Значи, за да видиме подетално што се случува во каналот, ќе влеземе во помалите временски интервали, но уште еднаш сакам да напоменам дека искрено според нашата анализа, јас се уште верувам дека ова беше самото дно, со оглед на фактот дека ова е претходен локален врв на движење на или new all time high, на движење на S&P 500 индексот нагоре, и затоа гледам дека значи корекцијата до истото, кое што исто така во исто време, значи ни се поистоветува со 50% од Фибоначи корекцијата надоле. Значи гледаме дека поради оваа причина голема веројатност е дека во овој дел, ова жолто поле кое што ние го очекуваме дека е акумулација, значи да речем доколку се предвижиме во овој момент, да биде практично и дното на овој bear market за S&P 500, со тоа што да напоменем уште еднаш дека добивме корекција нагоре во, значи ова е на месечно ниво, ова е многу битно затоа што колку е поголем временскиот интервал, толку повеќе индикаторите се позначајни во однос тоа каде се движиме на макро ниво, но добивме во исто време и придвижување надолу. Значи ова е она кога имате на некој начин се уште не се знае во кој правец би се придвижиле, значи ова е слична ситуација овде. Значи имате неколку пати променување на значи на MACD индикатор нагоре и надолу, односно сигналната и базичната линија преминуваат над и под неколку пати со оглед на фактот дека се уште пазарот е доста неодлучен, но додека ги погледнеме останатите индикатори, гледаме дека имаме макро движење надолу во краток временски период, ако на макро ниво, тоа би било да речеме наредните месец дена. Затоа што имаме заоблување на VWAP повторно под нулата, имаме придвижување надолу на сток RSI, RSI исто така под 50, значи и од одлив на пари, гледаме дека имаме постојан одлив на пари преку бранот, овој зелен бран кој што ни представува колку е моментално внес и изнес на средства од ова капитално добро. И гледаме дека јас затоа и реков, значи овој канал кој што моментално цената на S&P 500 го почитува уште од 2009 година, значи од онаа банкарска криза, верувам дека ритест на горната граница на овој канал ќе биде и званично дно кое што би го добиле на овој пазар, со тоа што да не забораваме уште еднаш, ритестот веќе гледаме дека повторно корелира со 50% од Фибоначи секвенцата, што значи дека дури да имаме дупло дно, повторно сме утврдиле правилно дека самиот индекс се придвижил до 50% од Фибоначи секвенцата и дека тоа е неговото дно. Сега, се најавува рецесија во Америка. Значи, сакам да кажам на сите оние кои што се на мојот канал, да, рецесија е сосема нормална појава во било кој дел од економијата и истата не мора да ме плаши како тоа е тоа, ако е рецесија е крај. Значи, секој економски циклус, без разлика на тоа каков тип на добро станува збор, има своји подеми и падови. Затоа и е нормална рецесија кога станува збор за bull market, кој што гледаме, ако го погледнеме на макро ниво, она што гледаме на месечно ниво, можеме да видиме дека истиот е во макро bull тренд огромен период, значи од 2019 година фактички, од крајот на оваа криза која што имавме со банкарските институции во Америка, значи тоа се грубо кажано 13-14 години bull market, така. И нормално е да имаме рецесија. И тоа гледаме дека во сите овие bull marketi сме имале, да речем, години во кои што сме имале така речени падови или стабилизирање на цената. Но масовно стабилизирање и масовен пад како овој не сме имале, че ова е поголемо дури и од падот на пандемијата. И затоа е нормално да имаме рецесија во одреден временски период, каде што доаѓа до стабилизирање на економијата. Значи тоа е едноставно како да кажем, се солидизира, значи цената едноставно и е потребно време да се солидизира во однос на она што моментално го добила, на нова вредност. Затоа што гледаме дека во последните 13-14 години имаме само new all time highs. Така да нормално е да добиеме корекција која што би траела подолго, односно рецесија, и оние кои што моментално анализираат оваа рецесија во Америка, сега зборувам за нели поискусни економисти од мене, велат дека не очекуваат, значи сега зборувам за некои што се веродостојни. Не оние блепетала на телевизија кои што прво кажуваат дека нема да има криза, потоа кажуваат дека кризата ќе биде мала, но нема да биде нели рецесија, за сега да кажат дека официјално влегуваме во рецесија.
Значи зборувам за луѓе кои што навистина знаат што зборуваат, кои што велат дека оваа рецесија и да трае, нема да трае повеќе од, да речем, половина од оваа година, што на некој начин и не е толку лошо со оглед на фактот дека ни дава уште поголем период за акумулација. Сега гледаме дека, значи, овој канал е целосно испочитуван. Моментално се движиме во ова поле, моментално не ни е потребно со оглед на фактот дека ова е претходната свеќа, која што веќе успеавме да потврдиме дека нели нема да успее да пробие над локалните дна од падот од овој bear market, значи ова се оние локални дна на неделно ниво. Значи ритест на истиот и повторно враќање во каналот и придвижување надолу. Со тоа што гледаме дека овој гап се уште е испочитуван. Значи гледате овој гап на почетокот кој што го добивме овде, се уште е целосно испочитуван и во оваа ситуација представува долна граница на движење на цената на S&P 500, но доколку го погледнеме на Market Cipher, гледаме дека се е во потврден пат. Stock RSI, RSI, MACD со големо расширеност помеѓу сигналната и базичната линија, единствено VWAP е нагоре и гледаме дека имаме негативен outflow на средства од овој индекс, што значи дека и понатаму очекуваме дека овој индекс ќе паѓа надолу. И гледате, значи буквално оно што го кажувавме, сега моментално званичен пат и да се случи значи макро некој голем пат поради било која причина, овој врв кој што го имаме од падот на пандемијата во 2020 година, како и ова ниво што го гледаме моментално овдека на неделно, значи тоа е представено од овој врв е поистоветување на месечно ниво со 50% Фибоначи секвенцата. Така да ова се нивоа заедно со горната граница на овој канал, кој што сигурно ќе ја задржат цената на S&P 500 индексот. Значи ова генерално ни покажува дека се уште сме во макро даунтренд и дека оваа рецесија која што е најуваат ќе продолжи да движи цената на S&P 500 индексот надолу, што ни покажува дека не сме готови со bear маркетот на традиционалните пазари, како и на макро и на криптопазарите. Еве, ќе го продолжиме истото и на Nasdaq, кој што е дури и во многу полоша ситуација за разлика од S&P 500, затоа што гледаме дека моментално S&P 500 е многу далеку од дното кое што го оформи во октомври, додека за разлика од тоа Nasdaq е многу блиску да направи ново дно во овој bear market, со истото нели она дно што го направи во октомври. Така да останува да ги следиме овие пазари, чисто за да знаеме нели како традиционалните пазари моментално се однесуваат, затоа што знаете и сами дека традиционалните пазари има многу поголем капитал за разлика од значи криптопазарите, значи зборуваме market cap кој што е можеби и 100 пати поголем од нашиот, но идејата која што ја правиме е да видиме што се случува со традиционалните пазари, затоа што истата е корелирана со криптопазарите, односно движење на криптопазарите нагоре секогаш е взаемно со традиционалните пазари и затоа е битно да знаеме што се случува и во нив. Значи тоа беше оној втор дел за кој што рековме да ќе поразговараме. Значи се уште се наоѓаме во потврден пат и вестите за почеток на оваа година не се добри, но ќе напоменам уште еднаш. Тоа не значи дека ние ќе имаме сега масовен пат повторно. Значи некогаш овие bear маркети знаат да се движат и хоризонтално. Тоа ќе го поразговараме кога ќе дојдеме до делот каде што ќе испоредиме неколкуте bear маркети, но пред да го направам тоа, сакам само да напоменам уште еднаш дека главен момент кој што треба да не плаши е ова. Значи јас ви кажав во вчерашните вести, ќе ви напоменам уште еднаш денеска, значи Valkyrie ETF Futures BTC е на некој начин онаа позитивна работа која што ја гледам во оваа приказна која што се случува моментално, а тоа е дека Gemini, односно близнаците кои што поседуваат Gemini, ги параат своите пари назад од Genesis, на кого што му ги позајмиле со цел да го спасат DCG од катастрофата која што го следува, и станува збор за голема сума од $900 милиони и моментално еден од овие двајца близнаци напиша отворено писмо преку нели социјалните медиуми со цел да ги информира DCG дека доколку не пристапат до, што е многу битно, до 8 јануари, само да погледнам уште еднаш дали беше кој беше точно, значи до 8 јануари дава на Бери Силберт, кој што е уствари CEO на DCG и на сите компании во него, значи им дава период до 8 јануари да пристапат и да седнат на маса каде што ќе пробаат да го решат овој проблем и да ги практично вратат парите кои што ги должат на Gemini, кои што се позајмени со цел да излезат оваа криза и падот на FTX, но за жал моментално ситуацијата изгледа како да нема да има добар крај. Значи пак ќе кажам,
8 јануари, тоа е за некои 4 дена од денес, е датум до кој што мораме да видиме како се тоа ќе се заврши, затоа што ако имаме потенцијална тужба од Gemini кон DCG, автоматски очекуваме голем страх на пазарот со оглед на фактот дека ваква тужба значи дека DCG ќе мора оние големи работи кои што ги поседува да ги ликвидира. Зборуваме за првенствено затоа што има портфолија со огромен број на крипто продукти. Значи, знаете и сами најголемиот фонд на биткоин коини од 633.000, потоа има огромен дел од Ethereum market cap, огромен дел од Ethereum Classic, значи и други останати коини кои што ги има во своето портфолио, кои што во случај, значи во, да речем, најлошо сценарио би морале да бидат ликвидирани со цел да се врати овој долг првенствено кон Gemini, а потоа и кон останати инвеститори кои што дале своји пари во DCG. Значи овде ги вклопувам сите компании. Значи самиот DCG како мајка компанија, потоа Genesis како и Grayscale со нивниот фонд кој што моментално тргува под 50% од неговата реална вредност на биткоинот кој што го поседува. Така да ова е моментално најлошиот Black Swan евент кој што може да ни се случи во овој период, што може да допринесе многу лесно да дојдеме до ново дно на биткоин цената. Значи тоа мора да го имате во превид, ќе го напоменам и ја следиме оваа приказна како што моментално се движи, со цел да бидете информирани во случај да тоа настане, и затоа ние се уште чуваме 20% од нашето портфолио dry powder што велат, во случај да се случи оваа ситуација, да бидеме спремни да можеме да купиме повторно кога на пример би се случило ова. Сега, значи прво пред да направиме конкретна техничка анализа на биткоин, јас би сакал на макро ниво да ги споредиме значи самите bull bear маркети и да видиме каква е ситуацијата со моменталниот bear маркет како и претходните bear маркети кои што траеле отприлика по една година, да видиме значи време траење, пад и слично. Со тоа што ќе го направиме тоа овдека на оваа голема скица каде што многу едноставно е да се види. Значи ќе започнеме, првиот нема да го сметаме од 2011 година, затоа што ова е на некој начин мини bear маркет пред првиот халвинг, така да тој нема да го сметаме, но ќе почнеме од вториот од 2013 година, каде што прво ќе измериме да видиме како изгледа овој bear маркет. Значи, целиот bear маркет од врв до дно ни траел 13 месеци и во овој сме изгубиле околу 87% од вредноста на биткоин. Значи моментално ќе ги запишеме за да видиме како тоа изгледа. 2013 година 13 месеци и сме изгубиле 87% од неговата вредност, така? Добро, сега да видиме што се случува со 2017 и 2022. Значи да видиме како изгледаат истите и да видиме дали нешто страшно или нешто надвор од вообичаеното се случило, со оглед на фактот дека одиме од самиот врв па до апсолутно до дно кое што било оформено во овие. Да. Значи во оваа ситуација сме имале 12 месеци и 84% од вредноста на биткоин, значи 84%. Добро, и да видиме што се случува со следниот, односно последниот, кој што се уште не знаеме дали ова е дното, но ние како тим веруваме дека да, ова беше дното на самиот bear маркет. Останува да видиме, нели, да биде потврдено, затоа што се уште не можеме да знаеме со сигурност, доколку имаме некој следен, да речем, евент како што беше ситуацијата што ја објаснив сега, но генерално во следната недела очекуваме да направиме уште еднаш, значи ретест на оние индикатори кои што ги имаме за bear маркет и да видиме како истите ќе ни покажат до каде се наоѓаме моментално во овој bear маркет, но јас очекувам дека ако нема масивни некој било каков тип на масивен Black Swan евент, дека се наоѓаме на самото дно. Значи во оваа ситуација имаме 12 месеци и имаме 77,5% изгубена вредност на биткоин. Сега, оно што сакам да го споредам во оваа ситуација, гледаме дека кога би ги споредиле сите bear маркети во оваа ситуација, отприлика зборуваме за иста ситуација. Значи, моментално е, така речено, 12 или 13 месеци не прави голема разлика, единствена разлика гледаме во самата вредност. Сега, иако пак ќе кажам, не можеме да знаеме дали се наоѓаме на апсолутно до дно на биткоин цената, додека не добиеме некои промени во индикаторите и информациите кои што ги гледаме, а за тоа е потребно време и најчесто веќе ќе бидеме далеку од самото дно
кога ќе утврдиме дека да, тоа навистина било дното. Затоа и правиме DCA со цел да го намалиме ризикот да го промашиме дното. Но во исто време, значи во однос на оваа разлика во вредноста на падот, значи сакам да напоменам уште еднаш дека ако ги споредиме и колку биле бул маркетите, можеме да видиме дека имаме и голема разлика во самата добивка која што ја имаме. Така, затоа што ако споредиме, значи од 2013 до 2017 година ние сме имале 11.200%. Току го споредиме од претходната ситуација во 2013 година, од 2011 до 2013 ние сме имале неверојатни 49.656%. Додека во оваа ситуација да го споредиме, можеме да видиме дека имаме, значи моментално само 2100%. Значи гледате како пропорционално се намалува профитот кој што го имаме од еден во друг бул маркет. Затоа што доаѓа до зрелост на ова добро и до растење на капитал. Оно што го разговаравме, значи колку е поголем маркет капот, толку повеќе пари се потребни за да направите профит. Значи во оваа ситуација каде што моментално сме имале прв бул маркет, ние биткоин бил неколку милиона, да речеме, ајде, неколку стотици милиони во маркет кап. Во вториот дел, значи ова е оној момент кога целиот маркет кап за прв пат пробива 1 трилион, зборувам за сите криптовалути заедно, за овдека во третиот конечно и самиот биткоин да пробие 1 трилион, значи вредност од 1,2 мислам беше максимално во претходниот бул маркет, која што ја достигна самиот биткоин. Значи колку повеќе средството созрева, толку повеќе се намалува профитот, но во исто време се намалува и негативниот пат. Затоа јас би очекувал дека ова е сосема нормално, ако овдека заврши bear маркетот, да во понатамошните bear маркети очекуваме се помала и помала корекција надоле, како и се помала и помала корекција нагоре. Односно се повеќе ќе се стабилизира цената на биткоин во одреден рейндж, затоа што, како што може да видите и сами, значи созревањето на одредено добро, без разлика дали е тоа биткоин, злато, што и да е, колку повеќе пари влегуваат, толку повеќе корекциите се намалуваат, профитот и загубите, но тоа е добро затоа што на некој начин го прави стабилно основно средство на целиот криптопазар. Така да тоа кога ме прашувате мене е сосема нормално и овие бројки како што ги гледаме моментално, мене ми изгледаат сосема нормални за овој bear маркет. Останува да видиме дали сме во право, но кога веќе се ногаме во овој момент, значи можеме да погледнеме и што се случува на самата макро анализа, она што го разговаравме, значи буквално гледаме дека сега за сега, ако стварите останат вака, значи точно имаме до месец определено според макроциклусот каде се наоѓа, односно 47 месеци од претходното до ова дно. Значи ако овде беше дното, она што го разговаравме во ноември, значи ако пресметаме од претходното дно во декември 2018 година до ова дно моментално во ноември имаме точно 47 месеци, што уствари ни е циклус од 4 години, што е исто како и самиот циклус на халвинг од 4 години на биткоин. Така да гледаме дека досега неколку пати ни се повторува. Значи од првиот до вториот bear маркет дно 47 месеци, од вториот до третиот 47 месеци. Значи во оваа ситуација имаме точно според самиот биткоин циклус определено кога ќе ни биде дното и тоа така се случи. Значи доколку немаме Black Swan евент, пак ќе кажем на макро ниво се наоѓаме точно според скицата која што е определена од самиот биткоин халвинг. Нормално, не мора да значи дека ова постојано ќе биде така. Значи ова не може да биде догма, затоа што како што кажавме постојано самиот економски пазар е доста флуктуар, значи едноставно имаме работа која што постојано се движи, нешто ново се случува, нешто не е очекувано, нешто досега не видено, така да не можеме да бидеме 100% сигурни затоа што моментално криптопазарот никогаш не се наоѓа во вуку негативни глобални економски појави. Значи рецесија, инфлација, сето тоа, например, досега не било дел од ситуацијата во која што се наоѓал биткоин чартот и целиот криптопазар. Затоа што ако го споредиме биткоин чартот, значи истиот е од 2009 година каде што почнал да биде на некој начин забележуван од овој чарт на Bitstamp од 2011 година. А ние голема криза од 2011 година наваму немаме. Значи претходната последна голема криза беше во 2008-2009 година со банкарскиот колапс во Америка. Така да биткоин и криптопазарот не се наоѓале никогаш во ваква макроекономска катастрофа.
Затоа и мораме да видиме како истите ќе се покажат во овој дел од bear маркетот и да видиме како истите ќе изреагираат. Но сега за сега имаме буквално се исто како што и би очекувале во еден нормален bear маркет, значи буквално до определување на точното дно. Значи ова ако го гледавте, ние го направивме уште пред неколку месеци и гледаме дека она што сме го определиле точно се случило. Сега за сега барем. Останува да видиме дали ќе продолжи и понатаму. Сега да направиме анализа на биткоин, само да видиме дали тоа е уствари следно. Да, придурно се занесете пред да продолжиме. Значи ова е повторно од Бобан Досев, му благодарам значи уште еднаш. Како што може да видите во оваа ситуација, значи она што го анализираме, на овој чарт веќе го направивме како анализа, но само ќе го спомнам затоа што уште еднаш е добро образложено во овој сајт, односно дека ако го погледнеме претходниот bull market, односно овие два пика кои што ги имавме, два врва, и ова е RSI, значи ставени се едно до друго за да може да се види добро како имаме bearish divergence во оваа ситуација, односно кога RSI ќе направи врв и понизок врв, а во исто време на чартот имате врв и повисок врв. Значи во тој момент имаме самиот RSI ми покажува дека влегуваме во bearish divergence и дека после овој врв очекуваме масовен пад кој што и се случи, тоа е уствари самиот bear market, но и обратно, значи во овој момент каде што во самиот RSI веќе имаме придвижување нагоре, значи имаме две локални дна кои што се повисоки едно од другото, а додека на чартот имаме две локални дна кои што се пониски едно од друго, значи веќе имаме обратна bullish divergence, која што ни покажува дека сме спремни за придвижување нагоре. Значи тоа можеме да го погледнеме и на самиот чарт, значи овде гледате. Значи врв, повисок врв, врв, понизок врв. Значи првиот и вториот врв овде. Значи ни покажува дека имаме bearish divergence, додека во оваа ситуација моментално имаме 1, 2, 1, 2 дна, кои што во оваа ситуација се представени со пониски дна на чартот, кои што ни представува bullish divergence на макро ниво на неделен чарт, што е многу добро за самиот bear, извинете, практично овој bear циклус, ова на некој начин би представувало макро формација која што би го анулирал. Значи би почнала да се движиме во bull market. Но една интересна работа која што мора да напоменам е дека не може да очекувате дека сега веднаш ќе влеземе во бул и дека ќе имаме некој огромен профит. Значи, само да споредиме. Доколку се вратиме назад на претходните bear маркети, значи она што го разговараме, можеме да видиме дека истите некогаш траат и со месеци. Значи најчесто, значи затоа и постојано кажувам тоа. Најчесто главното движење на ќе го обележиме за да видите. Значи главното движење во следниот bull маркет доаѓа една година пред халвингот. Значи од тој момент па нагоре почнуваме да се движиме, од тој момент па подоцна почнуваме да се движиме само нагоре. Значи халвингот бил во јули 2016, во јули 2015 очекуваме да почнеме да се движиме нагоре. И гледајте, иако имало корекции, значи ќе променам бојата, да речеме во не е битно сина. Значи иако имало корекции, од тој момент веќе сме почнали да се движиме нагоре. И ние сме далеку затоа што дури во мај 2023 година ќе бидеме една година пред халвинг. Значи еве овде. Ако погледнеме, значи мај 2020 година, иако ова е година која што е малку поинаква затоа што имавме пандемија, она е тоа што постојано го кажувам. Значи не може да очекувате секогаш да биде исто, затоа што ако немало пандемија, јас верувам дека ова ќе било нешто слично на претходниот bull market. Но во оваа ситуација поради пандемијата имаме пат. И најчесто затоа и велам. Една година пред халвингот е одличен момент да почнете да акумулирате доколку не сте почнали да акумулирате, со цел да го опфатите овој дел. Значи за да можете едноставно да почнете од самото дно па нагоре. Значи дури од халвингот веќе очекуваме максимално движење на цената нагоре. Како што можеме да видиме, жолтите линии ни даваат движење на цената нагоре. Но се случува во голем дел после утврдување на дното. Гледате овде. Значи, после утврдување на дното пред да почнеме да се движиме нагоре, во овој bear market 2013 година, ние сме биле значи дури во овој момент сме почнали да се движиме нагоре. Значи, тоа се 9 месеци во кои што ние сме се движиле хоризонтално. Значи, тоа сакам да ви го напоменам, затоа што со оглед на фактот дека сега моментално се најавува дека ќе имаме и рецесија, значи голема веројатност е дека ќе се движиме хоризонтално. Дури да не утврдиме ново дно, движењето хоризонтално значи ни покажува дека се уште не можеме да очекуваме некој огромен профит, затоа што мора прво, значи гледате, значи имаме акумулација,
пазарот се стабилизира пред да почнеме да се движиме нагоре. Пазарот се стабилизира, иако овдека многу помалку, но неколку месеци сме имале стабилизација пред истиот да почне да се движи нагоре, па да имаме повторна корекција со оглед на тоа дека добивме пандемија. Значи, секој bear маркет е различен, но очекувам дека ќе имаме неколку месеци на стабилизирање на истиот пред да почнеме да се движиме нагоре. Со тоа што, еве ќе напоменем и овдека, значи ако се очекува да биде негде во мај 2024, значи мај 2023 би бил официјално моментот од кој што очекуваме да ќе почнеме да се движиме нагоре, доколку немаме некои макроекономски black swan евенти, како што беше тоа претходната година. Значи, затоа и уште еднаш ќе напоменам, до мај, затоа и многу луѓето на пример се софаќа онаа анализа која што кажуваат дека до првата и втора, дури и втората да речем, вториот квартал, па негде до тоа би било негде до јуни, се очекува дека ќе имаме оваа рецесија дека ќе земе да речем замав и дека ќе имаме стабилизирање на економијата пред да продолжиме да се движиме нагоре, што повторно корелира со мај-јуни 2023 година, односно една година пред самиот халвинг. Значи ова е само оние вести кои што ги гледаме, моментално ќе бидам да ви ги преведам на биткоин циклусот, значи како би изгледале со биткоин циклусот. И исто така, исто Боган Досев, уште еднаш му благодарам, пак ќе кажам, значи гледаме дека имаме парабола во која што досега се утврдуваат овие биткоин макроврвови, која што ние фактички и на некој начин многу слична на Rainbow чартот. Значи ова е таа парабола која што моментално ја гледаме, каде што во однос на самата парабола гледаме дека практично би било време да почнеме да се движиме во следниот bull маркет, затоа што и во овој сегмент, како што можеме да видиме, значи bear и bull циклусите и кај овој чарт на кој да е човекот што го направил, се една година и истиот очекува исто. Значи дури да се придвижиме барем малку подолу од она што моментално сме, значи ова е веќе парабола која што постепено се придвижува кон следниот bull маркет. Значи на некој начин слично на она што јас го очекувам, повторно се зависи од тоа дали ќе имаме black swan евент или не, за да можеме да очекуваме дека ова движење ќе биде или нагоре директно или пак имаме заоблување пред да се придвижиме нагоре. Но во секој случај, јас мислам дека сме на доста позитивен момент. Значи и black swan евент не би ме исплашил со оглед на фактот дека тоа би било само уште мало продлабочување во кое што би ни дало подобра алокација на последните 20% од нашето портфолио, но нели, секој од вас има различен threshold, што велат, или ниво на ризик кој што сака да го превземе, така да секогаш, значи, гледајте да го корелирате ризикот со она што вас ви е прифатливо, за да не се најдете во ситуација во која што, например, би зажалеле затоа што инвестирате во криптосекторот. Јас на долг временски период верувам во криптосекторот и верувам во на некој начин овој циклус на биткоин, можеби нема секогаш да биде ист, но истиот досега не ми дал причина да не гледам позитивно на него. Така да поради оваа причина јас и понатаму очекувам, значи, на макро ниво да се наоѓаме во многу добра позиција моментално. Ќе направиме анализа во следната недела во тоа каде се наоѓаме во однос на bear маркет индикаторите, но сега сакав малку повеќе да обрнам внимание на споредба на претходните bear маркети, што гледате дека не е ништо невообичаено, дури подобро со оглед на фактот дека сме паднале многу помалку за разлика од претходниот bear циклус. Сега ќе направиме стандардна анализа на биткоин чартовите, во оваа ситуација, значи прво ќе ги споредиме на VPVR, Market Cipher и Bollinger Bands, а потоа нормално и на Forex и на значи во оваа ситуација имаме два различни чарта каде што можеме да ги споредиме индикаторите кои што ги користиме, информациите во кои што се наоѓаме. Значи првенствено на месечно ниво се уште чекаме конечно, гледате. Значи ова е втор обид. Овдека беше првиот обид кој што нели паднавме поради ситуацијата која што се случи моментално со FTX. Но ова е втор обид да направиме пресврт на месечно ниво на MACD, каде што сигналата ќе премине над базичната и ќе ни даде еден од оние макроиндикатори кои што ни покажуваат дека ќе почне да се движи нагоре постепено. Значи тоа не значи, пак ќе кажам, не веднаш, но ќе почне да се движи нагоре. Со тоа што гледаме дека на месечно ниво на вистина чартот е неутрален. Значи гледајте колку време RSI се движи во истата вредност. Сток RSI во истата вредност. VWAP, гледајте колку долго се придвижуваме кон нулата, што е доста неутрално со оглед на фактот дека VWAP е најбрзиот индикатор и сток RSI, а истите се, значи, буквално хоризонтални. Гледаме дека постепено се забавува и одливот на средства од биткоин, што на некој начин мене ме радува, че ова е за мене позитивна вест. Сега овдека освен освен Market Cipher, јас не гледам нешто
големо што би можел да го видам на овој чарт, освен уште еднаш ќе напоменам дека следното ниво на поддршка, ако го споредиме VPVR, односно ова е колку се тргува во сите овие сегменти од цената на биткоин, значи следното ниво на поддршка ни е точно на претходниот неуспешен бул маркет на 13.800, што доколку се случи повторен пат поради Black Swan евент, да речеме со ситуацијата со Winklevoss, Gemini и Genesis, би очекувал дека тоа би било негде оприлика максималното дно кое што очекуваме ние да го преживееме на биткоин цената. И сега веќе на неделно ниво имаме повеќе индикатори кои што можеме да поразговараме. Гледаме дека во последниот дел од овој да речам пат на биткоин се наоѓаме во овој канал, макроканал на неделно ниво, кој што самата формација по себе е булиш, односно е формација на пресврт. Зошто е тоа така? Значи во секоја формација претходна каде што имавме овие масивни знамења, како што беше ова, значи мислам дека многу подобро се не се исчартани овде. Значи ако се вратиме на дневно ниво, мислам дека се. Она што сакам да ја покажам, да. Значи во оваа ситуација гледате, имавме bear flag, така. Значи ова беше првиот голем bear flag кој што го имавме. Значи овој канал, така. Значи кога цената се движи нагоре во оваа формација, многу поголема е да речам веројатноста дека ќе се придвижиме надолу, што и се случи, така. И добивме целосно формирање на оваа bear flag формација. Во оваа ситуација например имавме bull flag формација затоа што имаме надолен канал, така. Значи додека трите bear flag формации кои што ги имавме, првата она макро, втората ова помала да речем и третата завршија со пат надолу. Додека во оваа ситуација имаме обратно поставување на формацијата каде што имаме, значи ова не е bull flag затоа што треба да се движиме нагоре за да биде bull flag, но кога се движиме надолу во одреден канал, веројатноста да се придвижиме нагоре и да скршиме нагоре од него е многу поголема. И поради тоа, значи ова јас го сметам за булиш формација, но прво мораме да собереме соодветна сила за да можеме да излеземе од него. И сега интересна работа која што гледам моментално е овој затварање на Bollinger Bandот. Значи знаете и сами дека секогаш кога ќе дојдеме до стеснување на Bollinger Bandот имаме придвижување, значи драстично придвижување во една или во друга насока. Значи гледате, во секој момент кога ќе се затвори самиот Bollinger Band имаме придвижување во една или во друга насока. Ќе се придвижиме значи нагоре, гледате дека кога и да се затворил имаме солидно придвижување. И ако споредиме од претходниот дел од чартот, овдека, значи никогаш овој Bollinger Band не бил толку затворен. Гледате колку само е стеснен. И тоа колку е по-стеснен, толку очекувам драстично да биде ова придвижување во една или во друга насока, но значи со оглед на фактот дека ние се наоѓаме во овој канал, тоа е на макро ниво е позитивно. Но на микро ниво, доколку погледнеме оваа ситуација, се наоѓаме во оваа триаголна формација, која што моментално успеаваме да скршиме надолу. Значи, иако е сосема нормално да успееме да влеземе во неа и да се придвижиме нагоре, значи тоа се случувало претходно, според техничката анализа, кога ќе излеземе од оваа формација и кога ќе направиме ретест, голема веројатност е дека ќе добиеме придвижување во обратна насока. Значи, она што веќе го разговараме, ако се сеќавате на DXY индексот, значи, ако не се лажам беше на дневно ниво, само момент. Да, значи, кога ќе излеземе од формација и успешно ќе направиме ретест, се придвижуваме во обратна насока од самиот ретест. И во оваа ситуација, значи јас очекувам дека со оглед на фактот, гледате колку пати имаме 1, 2, 3 обиди, значи мала е веројатноста дека ќе влеземе повторно сега во триаголната формација. Тоа е проблемот кој што го гледам моментално на дневно ниво и гледате дека и VPVR самиот по себе ни покажува дека моментално се наоѓаме на нивото кое што имаме највеќе тргување на дневната анализа, кое што имаме во целиот овој сегмент, што значи дека голема веројатност е дека овде ќе бидеме одбиени и ќе се вратиме надолу. Сега, останува да видиме, значи ова веќе многу повеќе зависи од фундаменталната анализа, односно каков тип на вестики имаме, затоа што помалку страф ќе ни даде сила да влеземе повторно назад во оваа формација, повеќе страф ќе не одбие од оваа линија која што моментално имаме тренд линија и ќе не придвижи повторно надолу, но ќе кажам уште еднаш, стеснувањето на Bollinger Bandот е нешто што ме плаши на некој начин, додека Market Cipher ни покажува движење нагоре, што е добро.
Значи ова е во однос на позитивни вести кои што сме ги добиле во претходниот овој период и верувам дека тоа е главната причина поради сето ова, како веста дека многу луѓето веруваат дека веќе сме го оформиле самото дно, останува да видиме, но ако е така и ако и ние сме управо, тоа би било одлична вест за целиот криптопазар. Има време додека тоа го утврдиме, но како и да е, значи мораме да почнеме да превземаме ризици во однос на да пробаме да го погодиме самото дно. Сега, гледаме дека Market Cypher се придвижува нагоре, MACD, извинете, значи базичната сигналната линија се раздалечени, VWAP е нагоре, Stock RSI е веќе над 71, што значи дека е веќе препродаден, прекупен, и моментално RSI прави ритест на 50, нивото кое што е средна вредност на овој индикатор, што гледаме дека претходно му требало време за да пробие нагоре. Останува да видиме дали тоа ќе биде повторна ситуацијата, но како и да е, ќе напоменам уште еднаш. Значи следете го пазарот за фундаментални вести, кои што ќе бидат клучни во овој момент, затоа што или ќе успееме да се вратиме назад во оваа триаголна формација, тоа го добиеме некои позитивни вести, или пак ќе добиеме повторна корекција надолу, што мене не ме плаши, со оглед на фактот дека имаме доста простор за движење надолу до претходното дно од 15.476. Сега, тоа е во однос на овие индикатори кои што моментално ги гледаме. Мораме да го споредиме ова со индикаторите кои што ги гледаме на овој чарт, затоа што овдека се преостанатите индикатори, каде што можеме да видиме каде е bull market support бендот, значи каде се сега, значи ова се двете формации кои што не можеме да ги заборавиме на неделно и на дневно ниво. Да видиме како овие формации моментално парираат со индикаторите кои што ги имаме на следниот чарт. Значи во оваа ситуација гледаме дека самиот канал кој што го гледаме во овој момент ни поистоветува со врвовите кои што ги имаме со одбивањето во bull market support band. Затоа и не ги цртам овдека овие формации за да не биде пренатрупано и да може да го видите тој дел. Значи, иако малку се пренатрупани моите чартови, ќе напоменам уште еднаш, гледајте ова како една симфонија од различни индикатори и информации кои што мора да ги гледате заедно за да може да видите како истите корелираат едни со други. Знам дека е малку посложено, но фокусирајте се на оној дел од чартот кој што моментално ви го покажувам и нема да ви биде сложено воопшто. Значи, првенствено гледаме дека моментално се наоѓаме под овој тренд кој што претходно сме го почитувале некое време, така. Иако истиот го задржав овдека само за да видам како истиот ќе корелира со bull market support бендот и дали ќе дојдеме до ритест на истиот, но значи најбитно во оваа ситуација гледаме дека овој канал во кој што се движиме овде соодветствува со овој на дневно ниво, значи мораме да погледнеме на неделно ниво како тоа изгледа. Значи моментално имаме во оваа ситуација жолтата, само што морам да проверам која, тоа беше втората, е фактички 100, значи 100 неделната средна вредност. Дневната, 100 дневна средна вредност, да. Значи жолтата линија е 100 дневната средна вредност, која што е практично и самите врвови на оваа формација. Потоа имаме и одбивање од bull market support бендот, оној последниот, каде што уствари ни доведе до следниот all time low, извинете, локален low. И сега, интересно што е, значи придвижувањето нагоре во овој сегмент ни соодветствува, ако го погледнеме на дневниот чарт, движењето по оваа триаголна формација ни соодветствува со овој макро тренд кој што го имаме уште од 2017 година, кој што е многу битен за да можеме да видиме дека се наоѓаме на многу добро и многу силно ниво на поддршка. Значи гледајте го. Затоа и мислам дека конечно успеавме да го утврдиме дното, затоа што во два наврата, значи ова е локално дно кое што е утврдено во 2017 година пред blow off top. Од тоа локално дно, доколку го поставиме тренд линија нагоре преку дното кое што е направено 2018-2019 година, падот, односно завршувањето на свеките во 2020 година со пандемијата, гледате каде завршува. Точно на оваа корекција која што имаме. И сега, зошто е тоа толку позитивно? Че имаме ритест на оваа тренд линија, втор ритест на оваа тренд линија и се придвижуваме нагоре. Тоа значи дека оваа тренд линија може да ни биде макро тренд линија која што ќе ја движи цената во следниот bull market. Првиот момент каде што ќе имаме солиден ритест на ова ќе биде овде. Значи кога ќе добиеме придвижување на bull market support бендот надолу
и каде што оваа формација фактичко ќе се затвори, односно цената ќе се придвижува нагоре по тренд линијата и ќе се судри со bull market support band. Тоа ќе биде главниот ретест, односно тест на оваа тренд линија и дали истата ќе успее да представува уште едно дно, како што биле во претходните два макро наврати. Ако тоа се случи, значи ова ќе биде една од битните индикатори кои што ќе мораме да следиме во следниот bull market, затоа што гледате дека досега во 3 наврати успеала да формира макро дно. Значи истата оваа тренд линија. Со тоа што на неделно ниво се ногаме, чи да погледнеме каде се ногаме на неделно ниво. Имаме ги променивме малку, значи гледате дека сега моментално ни почнува 100, 200, 300 и 400 зелената, затоа што 50 неделната средна вредност моментално не ни врши работа едноставно. Гледаме дека се ногаме доста под неа. Значи 100 неделната средна вредност, 200 неделната средна вредност, 300 неделната средна вредност. Значи гледате, овде како имаме буквално судир, каде што цената треба да пробие над овој макротренд и да успее да ги пробие bull market support бендот и 300 неделната средна вредност, која што моментално ни представува отпор на цената. Сега, овие 3 индикатори до фактички ако погледнеме како би изгледало тоа, значи само ако погледнеме кога би повлекле линија надолу, значи од прилика би очекувале дека ќе имаме некаков тип на одлука до февруари. Февруари, негде средината на февруари, ние ќе знаеме дали ќе успееме да пробиеме нагоре од оваа формација или ќе се придвижиме надолу кон потенцијално ново дно. Уште еднаш ќе напоменам, потенцијалното ново дно многу добро се корелира со претходниот неуспешен bull market во 2019 година и со прв пат успеваме, значи, да се придвижиме блиску до 400 неделната средна вредност. И ако погледнеме ова историски, гледаме дека претходно 300 неделната средна вредност во 2020 година самата пандемија ни била на некој начин второто дно кое што го отвориме во овој bear market. Ако се вратиме назад, гледаме дека 200 неделната средна вредност не била дното на овој bear market. Значи, како се придвижуваме нагоре? 2014-15 bear market сме оформиле дно околу 200 неделната средна вредност. 2017-2018 година сме оформиле дно околу 300 неделната средна вредност, за да се придвижиме моментално конечно кон 400 неделната средна вредност. Така да, гледаме дека како се придвижуваме во следниот bear циклус, се повеќе се придвижуваме поблиску до подолните граници на средна вредност на неделно ниво. Така да и ова на некој начин мене ми изгледа сосема нормално и затоа и реков, следна ситуација со Black Swan event би била потенцијално до ова ниво. Значи останува да видиме дали тоа ќе се случи, но тоа го се случи и ако да речеме ова bullish divergence не успее, а вакви bullish и bearish divergence на неделно и месечно ниво многу успеваат, значи тогаш во оваа ситуација тоа е следното дно кое што не би го барале. Значи сите оние кои што прават техничка анализа и фундаментална анализа мора во секое време да имаат на некој начин дозволени варијабили на ризик во една и во друга насока. Затоа што, како што кажав, ќе го напоменувам ова постојано. Економијата сама по себе е многу често флексибилна и затоа мора да бидете спремни во било кој сегмент да се придвижите во една или во друга насока, затоа што некогаш може буквално од непланирано да биете некоја вест која што комплетно ќе го смени концептот на пазарот. Така да, секогаш бидете спремни во една или во друга опција да реагирате соодветно. Иако во оваа ситуација се повеќе и повеќе самите индикатори ни покажуваат дека сме утврдиле дното и дека моментот на одлука ќе биде буквално овој сегмент овде, не можеме да знаеме до тој момент дали ќе се придвижиме во една или во друга насока со оглед на фактот дека има вести кои што може се тоа да го сменат. Значи, дали тоа е Gemini и Genesis, дали е Mt. Gox, кој што треба сега моментално да ги обештети сите оние кои што изгубиле биткоин во нивниот хак, дали тоа е некој друг тип на вест кој што може како на пример потенцијален крај на војната во Украина кој што би бил bullish вест или пак да речем почеток на војна во Пакистан кој што би бил bearish. Значи тоа се вести кои што мораме во правиме анализа да си утврдиме минимални и максимални вредности до кои што се спремни да одиме. Така да за нас јас и понатаму очекувам дека пат до $13,800 за нас е сосема прифатлива корекција која што сме спремни да ја прифатиме и сме спремни и понатаму да купиме на пазарот, додека ние како тим очекуваме дека на некој начин тоа беше тоа, господа,
Иако не можеме тоа да потврдиме со индикатори и техничка анализа, потребно е време. Сега за сега, според оно што гледаме на пазарот, очекуваме дека се наоѓаме на она макро дно което требаше да го утврдиме во овој bear market. Сега, следно за кое што посакам да поразговараме, значи тоа беше генерално техничката анализа на биткоин, не навлегувам во помали чартови затоа што истите се доста непредвидливи. Следно што би сакал да погледнеме е самиот момент на Wyckoff акумулацијата, која што е доста битна за овој момент за нас. Значи, ако се покаже дека Wyckoff акумулацијата е на место, во она што моментално го гледаме, тоа многу добро ќе се одрази на она што ние постојано го кажуваме дека се наоѓаме на самото дно на овој пазар, односно самото дно на овој пазар во исто време ни представува и спринг евент на Wyckoff акумулацијата. Оние кои што не знаат што е тоа, може да погледнат на назад, значи само пред 2 недели мислам дека беше, значи само погледнете во нашиот едукационен сектор, едукациона плейлиста, каде што имаме 2 видеа за Wyckoff акумулација и Wyckoff дистрибуција, каде што објаснуваме се во детали. Сега, разликата е во тоа што, за да потврдиме дека навистина се наоѓаме во оваа, да речем, формација, јас би очекувал пред да кажам дека навистина ова беше спринг евентот и дека целата оваа формација која што моментално ја најдовме е Wyckoff акумулација, пробив над долниот трейдинг рейндж на оваа акумулација. Значи, кога ќе успееме да пробиеме над овој дел кој што моментално го гледаме овде, тоа е Тера Луна колапсот, кога ќе успееме да пробиеме над него и да направиме успешна корекција и придвижување нагоре, тоа е првиот момент во кој што ќе имаме потврдно дека навистина се наоѓаме во Wyckoff акумулација. Затоа и реков дека можно е да се придвижиме во некое време хоризонтално, затоа што гледате какви пречки има над нас. Моментално го имате bull market support бендот, рековме над нас се наоѓа и 300 неделната средна вредност, кои што се главни пречки за ние да пробиеме назад во овој трейдинг рейндж. Но ако тоа се случи, автоматски ние влегуваме назад во овој трейдинг рейндж и во завршената фаза од Wyckoff акумулацијата пред следниот bull market. Но, ќе напоменам уште еднаш, завршениот дел од Wyckoff акумулацијата, односно фазата Д, некогаш може да трае и со месеци, затоа што се наоѓаме далеку од следниот халвинг, кој што ни представува главниот момент во кој што би очекувале придвижување во следниот bull market. Значи, зборуваме во оној blow-off топ дел од bull marketот, значи не е само врво bull market. Bull market е моментот од кога ќе успееме да утврдиме дно, па до следниот крај на bull market. Јас се извинувам за буката во позадина, но денеска морам да го снимам видеото во локалниот ресторан и очигледно има доста работа, така да се извинувам за буката уште еднаш. Некогаш едноставно немате каде да работите. Како и да е. Значи, како што кажав, далеку сме од самиот халвинг и кога ќе погледнеме на самата Wyckoff акумулација, значи доколку го поставиме следниот халвинг, гледате колку е далеко. Значи, една година пред халвингот е мај 2023 година. Оваа цела акумулација, дури до тој момент, може се уште да се наоѓаме помеѓу овие 2 трейдинг рейндж. Така да мораме да видиме како целата ќе одигра, но сега за сега сите знаци кои што моментално ги видов ни покажуваат дека се наоѓаме во завршениот дел, односно утврдување на дното во фаза С, што се нарекува спринг, пред враќање во трейдинг рейнџот и излегување нагоре од следниот bull market. Значи, доколку го испоредиме акумулацијата во Wyckoff методот и овој сегмент, каде што моментално имаме движење по оваа тренд линија нагоре, заедно со онаа одлука која што рековме дека ќе ја добиеме до февруари, фактички овој дел од чартот би соодветствувал со пробивот кој што моментално треба да го направиме овде и да влеземе назад во трейдинг рейндж. Тоа е тој момент кој што би бил одлучен на сите овие 3 чартови. Првиот е дали ќе успееме да се вратиме во триаголната формација нагоре. Вториот е дали ќе успееме да пробиеме над 300 неделната средна вредност и bull market support бендот. И третиот е дали ќе се вратиме помеѓу двата трейдинг рейнџа и на тој начин да имаме успешно враќање назад во следниот bull market. За жал има некој роден ден овде, ќе морам да го завршам видеото брзо, не знам што да ви кажам, едноставно некогаш немате место за работа, тоа е тоа. Значи, на крај само треба да ги спомнеме уште овие почетни чартови, помошни чартови кои што ги имаме и индикатори, а тоа е сентиментот кој што е на добра вредност за дно на bear market да се наоѓаме 0,4, тоа е добра вредност, но повторно сентимент скоро не познава позитивен или негативен сентимент. Туку ова е скор поради тоа што се наоѓаме во доста негативна репутација со оглед на фактот дека имаме потенцијален пад на DCG и моменталната ситуација со FTX. Ќе напоменам, овој
индикатор е доста висок, затоа што се наоѓаме во на некој начин негативна репутација како капитално средство на пазар. CBBI моментално е на вредност од 5, што на некој начин ако погледнеме, значи на вистина соодветствува со претходните bear маркети и овие ниски вредности од 1 до 10 ни соодветствуваат формирање на дно. Останува да видиме дали тоа е уствари дното за кое што разговараме или ќе добиеме уште некоја пониска вредност, но со оглед на фактот дека во моментот кога го оформиве дното во ноември има вредност од 2, што соодветствува со апсолутното дно на 2018 година и на 2015 година. Јас очекувам дека тоа е тоа и дека моментално и овој индикатор ни покажува дека ова е само на некој начин стабилизација, овој дел на акумулација пред да се придвижиме во следниот bull market. И следно за кое што би сакал да поразговарам се овие неколку чартови кои што би ни помогнале да разбереме каде се наоѓаме. Значи, самиот stock to flow модел јас се уште мислам дека не е негиран со оглед на фактот дека мораме да разбереме како повеќе се движиме нагоре со market cap, така и значи потенцијалните врвови кои што ќе ги добиваме на биткоин ќе бидат се помали, односно не очекувајте веќе да имаме пута 20, не знам, профит од биткоин, што нели би било малку, да речам, недостижно. Затоа и верувам дека stock to flow моделот ќе се покаже како точен со оглед на фактот дека следните врвови ќе бидат практично долната граница на оваа средна вредност која што имаме, без потенцијални blow-off топови. Следно нешто за кое што треба да поразговараме е Rainbow чартот. Значи Rainbow чартот самиот по себе е уствари да речем ова се нивоата на Fibonacci секвенцата кои што се соодветно поставени во однос на податоците од blow-off top и од нормалните рейнџови на цената на биткоин. Со тоа што во овој сегмент гледаме дека се наоѓаме точно на најниските делови кои што некогаш биле достигнати од страна на цената на биткоин во значи во Rainbow чартот, што исто така ни асоцира на биткоин дно. И интересна работа која што морам да напоменам е значи ова се новчаниците, бројот на новчаници кои што поседуваат повеќе од 1 биткоин, повеќе од 10 и повеќе од 100 биткоин. И сите се моментално во голем пораст. Значи од формирање на ова последно дно со падот на FTX, ние имаме, значи гледате колку се пораснале. Значи повеќе од 1 биткоин имаме од 909.000 новчаници на 979. Значи тоа е оприлика 10% пораст на бројот на новчаници кои што поседуваат повеќе од 1 биткоин во овој дел од падот на FTX. Кога станува збор за повеќе од 10 биткоини од падот на FTX, гледате, од 150 сме се искачиле на 155, што е 5000 новчаници, гледате, значи од моментот кога почнеме да се движиме надолу во следниот bear market, како повеќе паѓаме, така повеќе се зголемува бројот на новчаници кои што повеќе од 10 биткоини поседуваат, што значи дека се повеќе се повлекува биткоинот од пазарот и се намалува ликвидноста, што е добар знак дека се повеќе од луѓето очекуваат дека ќе се придвижиме во следниот bull market, како и 100 биткоин. Посебно во моментот кога паднавме со FTX, гледате го. Значи од 15.800 сме се искачиле на 16.100. Значи тоа се 300 новчаници кои што внеле повеќе од 100 биткоини во својот новчаник за да се качат на оваа листа. Значи, гледате дека се движиме прилично хоризонтално во оваа сфера, се до моментот кога конечно добивме пат на FTX или оваа конечна последна капитулација, каде што за прв пат добиваме солидна предвижување нагоре на овој број, значи за, гледате, од 15.800 на 16.100. Тоа се повеќе од 300 новчаници кои што имаат повеќе од 100 биткоин. За жал морам да го завршам ово видео денес. Се надевам дека доживавте како и секогаш. Извинете за буката во позадина, но не очекував дека ќе има денска забава овде. Така да се надевам дека како и секогаш ќе продолжите да следите нашиот канал. Имајте добар ден, се гледаме во следните денови, ќе биде најавено што ќе работиме преку шорт, така да следите ги нашите социјални мрежи. Во дескрипција на нашето видео може да најдете кои се нашите социјални мрежи и каде може да го следите нашиот канал. И, нели, како и секогаш, се надевам дека и понатаму ќе продолжите да ја следите содржината на нашиот канал. Имајте добар ден, поздрав од Криптогемиџија и од топлата Малта.